Прилепските угостители се соочуваат со огромен недостаток на персонал, поради тоа што поголем дел од младите кои што работат во овие објекти заминаа ова лето во странство, најголем дел од нив во Хрватска. Во Прилеп има 80 на угостителски објекти, каде работат над 700 мина, а недостигот на персонал се движи некаде околу 40%. Спас од угостителите го гледаат во давањето на законска можност да вработуваат и средношколци, кои што не можат да заминат во странство на работа. Има некои законски рамки како да бидат приправници, за да можеме да ги регуларно да ги вклопиме во системот на работа на угостителството. Само имаме некоја пречка што во школството, пример во која школа учи, кој насока, не можеш да го вклопиш во угостителство, како фармација, здравство. Па се надеваме дека забрзо ќе се реши, да. Моментално може да се вработува 18 годишници, што се четврта година на, да речам, на школа, што завршува, матуранти. Од агенциите за посредување при вработување на младите во странство вела дека оваа година хит дестинација за заминување на печалба била Хрватска. Потенцираа дека младите ќе продолжат да заминуваат преку лето да работат во странство, се додека немало системски измени во нашиот угостителски сектор, кој би им овозможил подобри услови за работа. Проблемот не е во тоа што ќе поминат сезонско вработување, проблемот е карактерот на вработувањето. Значи, тие кандидати ќе се вработат во Хрватска и ќе работат сезонски, без можност за некое стално или подолгорочно вработување, а од друга страна потоа ќе се вратат во Македонија и повторно ќе бидат невработени лица во Македонија. Се додека не се смени нешто кај нас во системот и начинот на организирање на работата во угостителството. Според некои проценки, над 7000 македонци ова лето ќе работат во угостителските објекти по хрватското приморје.